Помеѓу 1993 и 2009 година ДНК-та на непозната жена била пронајдена на околу 40 места на Зосошвата, низ Австрија, Германија и Франција. Криминалите вклучувале кражби, домашни упади и убиства на 6 лица. Со други зборови, женски серијски убиец бил активен повеќе од една декада. Во 2007 година полицаец бил застрелен во германскиот град Хейлброн. И повторно ДНК-та на овој енигматичен убиец била пронајдена на местото на застрелството. Медиумите дали име фантомот на Хейлброн и врз основа на изјави на очевидци бил нацртан скеч за изгледот на незиниот наводен соучесник. Награда од 300.000 евра била понудена за некој кој би дал било каква информација за личноста. Но во март 2009 година мистеријата за фантомот на Хейлброн најдена неочекуван и брз расплет. Се испоставило дека најдената ДНК припаѓала на жена која работела во фабрика за произведување чепкалки за уши, што значи дека искористените чепкалки од страна на форензичарите веќе биле контаминирани со ДНК-та на оваа жена пред да почнат да собираат докази. Така да полицијата буквално трагала по фантом повеќе од една декада. Во 1992 година работник во фотограферска фирма разгледува воздушни позадини кога го здогледал ова. Оваа дрвена форма на свастика била посадена во 1938 година, но не е јасно од кого. Била незабележана скоро 6 декади поради фактот дека е видлива ексклузивно во некои денови од досна есен. Тогаш менувањето на бојата на лисата ќе ги контрастира шишарковите дрва во околината. Како и да е, свастиката повеќе не е видлива затоа што дрвата подоцна биле исечени поради стравот дека ќе се собираат неонацисти на тоа место. Но ова суштост не е изолиран инцидент. Ова е пронајдено во 80-тите во Дортмунд и уште една свастика е пронајдена во 90-тите во градот Бремен. Во денешно време берберот е човек кој е скратува и средува косата на муштериите. Но во средновековно време берберот има многу пошироки граници на услуги и би сечел повеќе работи од коса до кожа, затоа што берберот бил и хирург. Популарна медицинска практика во тоа време било нешто што се викало испуштање на крв, а тоа е кога на пациентите им се испуштува крв од рацете со надеж дека тоа ќе предизвика заздравувачки ефект. Оваа практика спаѓала под должноста на берберот, така да кога луѓето се чувствувале болни, тие би отишли до берберскиот салон, ќе ги засукале ракавите и ќе стискале некој предмет со дланките за да ги направат вените спремни за давање крв. Берберот тогаш завиткувал крпа околу вената, правил засекување со нож и така крв капела во танирите. Оваа процедура е причината за овие ротиначки и стаклени цевки да бидат поставени пред влезот на повеќето дуќани. Не е јасно кога почна оваа практика, но округлата форма ја представува венската цевка, врвот го представува танирот, белото ги представува крпите и црвеното представува крвта. Колку континенти би рекле дека постојат? Одговорот е најчесто 7. Северна Америка, Јужна Америка, Антарктика, Африка, Европа, Азија и Австралија. Исто така може да се каже дека има и 5 континенти: Америка, Антарктика, Африка, Евроазија и Австралија. И двата одговори би биле точни затоа што не постои стриктен критериум по кој се одлучува дефиниција за континент. И затоа некои луѓе велат дека технички постои уште еден континент. Тој континент е често запоставен во овие набројувања и се вика Нов Зеланд. Или поборо кажано континентот под Нов Зеланд. Затоа што поголемиот дел од овој континентален фрагмент е под вода. Постои како Зеландија и само 7% од него се на копно, додека другите 93% остануваат потопени. Се верува дека целиот континент потона кога се раздели од Австралија пред некои 60 до 80 милиони години. Сте се запрашали ли колку луѓе го имаат исто роден како вас? Многу статистики од држави ширум светот покажуваат дека на годишно ниво луѓето се раѓаат на скоро еднаква стапка со некои мали варијации. Многу проценки покажуваат дека секој ден од годината ќе има скоро еднаков број на раѓања. Па ако ги земеме сите 7.3 билиони луѓе на планетата и ги поделиме со 365, ќе добиеме точно 20 милиони луѓе кои го имаат истиот роден ден со вас. Но некои денови или месеци се повеќе популарни од други. Например, во САД постојат повеќе луѓе кои се родени на 16 септември во споредба со било кој друг ден во годината. Всушност септември ги има 10 најчести родендени од сите денови. Најреткиот ден за раѓање во годината е 29 февруари, но тоа е очигледно веќе денот се појавува еднаш во 4 години. Затоа вториот најредок ден за раѓање е 25 декември. Но ако вашиот роден ден е наистина 29 февруари, тогаш тоа не се 20 милиони луѓе кои го имаат истиот роден ден, туку 4.8 милиони.